Вкупно 330 граѓани над 77 години се вакцинирани досега во Струмица. Бројот на заболени како во цела држава, така и во Струмица секојдневно бележи пораст. Вчера беа регистрирани 45 позитивни од COVID-19. Струмичани сакаат да се вакцинираат. Едни велат дека го чекаат својот ред за било која вакцина, а други споделуваат дека по примањето на вакцината се чувствуваат добро. Моментално сме зафатени со третиот бран од пандемијата и се поголем е бројот на заболени во државата. Дали вие би се вакцинирале? Па да, секој само треба да дојде на ред. Така. Дали вие би се вакцинирале? Секој, само не знаме како ќе биде редов, как шо, дали ќе... Оти ние сме 67 години веќе. Ако навикнат, нели, ако треба, ќе се вакцинираме. Да. Би се вакцинирала, само чекаме вакцини и по возраста да дојдеме на ред. Над 70 години сум, сега над 77 се вакцинират, обавезно ќе се вакцинираме. По секое време, да. Било која вакцина, само да биде, како да ви кажем, сейфти, популарно да биде, времето да биде сигурно, да се пазаме. Тоа е битно. Да, јас сум вакциниран меѓу првите. Се вакцинирате? Да. Со која вакцина? AstraZeneca. Со неја 10-ти ден веќе, добро се осеќам, се е најнормално. И препорачувам сите да се вакцинират, това за доброто на секој поединец, како за нас, така и за фамилијата. Обшто внуци, правнуци. Вакцинацијата досега во А1 арената Борис Трајковски се одвива во најдобар ред. Вчера се вакцинираа здравствените работници и наставничките од прво до трето оделение. Вакцината на AstraZeneca нема да се дава на лица помлади од 60 години во нашата земја. Лицата под 60 години пак кои веќе примија вакцина во Србија, доколку почувствуваат некакви симптоми да се јават на контрола кај лекар. Премиерот Зоран Заев очекува овој месец во земјава да стигнат 300.000 вакцини од различни производители и процесот на масовна вакцинација да тече непречено. Вели дека кога ќе има поголеми количини на вакцини во земјата и кога максимално ќе се искористат капацитетите на постојните вакцинални пунктови, може да се отворат и нови.